Ја ќе не болат од ова колената. Баги, ти реков да идеме со бизнис класа, не вака. Контрола на лет може ли да почне пета сезона? Да, контрола на лет. Ќе има турбуленции, ние сме се навикнати. Може да почнеме. Филип, прием. Филип, прием. Ало, Филип. Почнува пета сезона тешки муавет. Мислите дека јас во моите говори ќе ја употребам таа нова придавка, нема да ја употребам. Еве ви кажувам отворено. Šta ako postanete premijer sutradan, kako ćete, gospodin Mickovski? Ова е за мене Македонија и Македонија ќе Ne, остане. ozbiljno vas, kako ćete, ako Evo vi ste sutra, kažem. morat ćete da potpišete sve te dokumente koje je Severna Makedonija, ili ćete promijeniti ustav, kako Ова е ćete? Македонија. Ako budete premijer, ja vas pitam, ako budete premijer, Грефли ако ipak кажам, isto tako. Грефли ако кажам дека Македонија свика мојата држава. Ne kažem, pitanje je moje drugačije, vaš odgovor Нека je ми го drugačiji. земат мандатот. Господин Мицко, Znači, nećete Нека reći ми го ni tada. земат мандатот. Да. Jel hoćete da nam kažete da nećete ni tada da kažete Еве nikada ви Severna кажувам Makedonija? многу отворено дека никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш. Нека ми го земат мандатот. Наречениот Преспа диалог форум, каде што добивме порака од висок американски представник дека Преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа Преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде Преспанскиот договор завршена работа. Како ќе сум ја навенел главата, ќе сум го поддржал договорот од Грција, ќе сум застанел рамо до рамо со него. И сите тие кои тогаш ова го збореа, прогнозира апокалиптични сценарија, сега ги гледам како така наеднаш хорски сите мене ме напаѓаат. Зошто пак сега не сум го поддржал договорот? А јас и во јуни, еве и сега овде пред вас ќе го кажам истото. Договорот е штетен и треба да се отфрли. Овој договор е против македонските национални интереси и против македонската држава. Бидејќи е диво месо, вметнато во здрав организам, кој не гуши и доправа ќе не влече надоре ако не се спротивставиме. Тоа е вистината и во јуни, таа е вистината и сега на крајот од септември. Тоа се концепти кои што сме ги поддржувале низ годините. Ние не поддржуваме луѓе кои што тие концепти ги користат за да лажат народ. Лажејќи народ дека тоа ќе го направат, кога знаеме дека немаат капацитетот да го направат, ќе дојдат на власт и наместо да ги укинат овие работи, со неукинувањето на овие работи ќе ги легитимираат, ќе ги потврдат. И сега ќе има потврда, ВМРО ДПМН ќе биде власт во земјата со новото име. И ќе биде потврдена, официализирана од сите политички партии, ќе биде официализирана новото име. Филип, дали е точно дека у новиот статут на ВМРО е избришено името Република точно. Македонија? Точно. Одма го објавив кога го дадаа новиот статут. И знаеш што беше правдањето? Па ќе не избришат од судски регистар на партии. Па нека ве избришат бе патриоти од AliExpress. Па ако сте стварно патриоти, па нека ве избришат. Па ајде да видиме, ако сте стварно за Македонија, кој ќе ве избрише? Па колку народ ќе ве подржи? Во новиот статут никаде не пишува Македонија. Не. Но ти да го избришеш Република Македонија од статутот, каде што никој не те тера тоа да го направиш. Чи ти тоа да го избришеш, а истовремено да глумиш патриот, тоа е за мене непростливо. Затоа што друга и беше намената на оваа партија која се оформи. Она беше израз на потребата на македонскиот народ, политички да се реализира и да ја поведе државата. Ниту еден договор мене не може да ми забрани да сум македонец кој што говори македонски јазик и сум од Македонија. Јас многу пати сум го кажувал тоа дека со ниеден договор никој од нас не е обврзан да ја користи оваа придавка. Вчера практично вестите на Сител рече Се знае кој е уставното име со придавката и логично е бидејќи деловникот за работа на парламентот е променет, а во самиот деловник за работа е содржана заклетвата, се разбира дека ќе го кажеме уставното име на државата.
Чекај се, може или не може да му забрани некој и кој е тој толку моќен што може на Optimus Prime да му забрани да го користи името? Малку им официјалната Facebook страница ВМРО-ДПМН го споделува лидерот Христијан Мицкоски, никој не може да забрани да кажам дека сум македонец од Македонија. Стискаш на линкот и имаш page not found. Зашто вака правите бе? Не е добро вака. Маш рекол, маш одрекол. Мицкоски дале беше на протест на 27.2 и 18 или беше во кафана. Некад имаше прослава. Знам дека после протестот со Наталија отидовме, седнавме заедно со нив. Избореше Христијан тогаш, абе ајде остај ова. Тука има 500 луѓе се собра, викаш што? Тука бевме многу луѓе. Од кого имаше Жмицко најмногу притисок низ целиот процес. Од искрените членови, има од патриотите, од нив има најголем притисок. Таа структура реално десничарска, која што е патриотски расположена, опозицијски расположена, највеќе вршеше притисок врз Христијан да бидат протестите масовни, масовно да се изрази револта, да има почести протести, да се седи на улица, да се спие пред влада, пред собрание, бидејќи од меѓународната заедница на пример и од оние промотори на овој процес, тој немаше притисок од нив бидејќи него му беше договорено и прифатено беше целото сценарио. Него му беше најголем притисок како да се справи со овие кои што нека да го прифатат сценариото. А си добил поддршка од граѓаните, не за да биде како до сега, него да има промени. И ти не само што продолжуваш како до сега, него и појачуваш малце. Тука е проблемот и тоа со тоа не може да се согласам. Да ги исполнеше начелата и ветувањата барем на почетокот ВМРО кој што ги имаше у предкампања и у кампања, ја нема за што ќе зборевме денеска. Ти не мислиш дека ќе вратат името? Па се помалку сум оптимист. На Ја, почетокот ме фати силен оптимизам. Да и мене Ај сега да не бидам ироничен, не бидам искрен. Кога кажам Македонија у собрание Силјановска ми се напуни душата. И цел Facebook, цел Instagram, од луѓе кои што не се занимаваат со политика, бев изненаден, го споделуваат тоа видео. Проблемот и трагедијата е што Македонија очигледно беше за една употреба. После не беше спомната пак. Тоа е тажното. Не е, види, Филип, дури и да грешиш у нешто, прај го бе до крај. Ја ќе те подсетам, а Филип може да провери кога сме ги критикували, кога сме кажувале дека ова што се случува ќе се случи пред 3 месеци, пред 4, пред 5, пред 6, пред 7, пред година, кога сме критикувале, ти брат не правеше лом не правеше од коментари. Не било така и сме измислували. Да, требаше да видат и видео. Сега го гледам, што пише. И ќе гледаат дополнително. Славчо, ете Славчо, поздрав Славчо. Да, не знаев како ти е името, бидејќи знам дека Ја не им се лутам. Сакаат да видат, требаше да видат, еве гледаат. Тоа е. Ќе ви помине. Абе мене знаеш што не ми е јасно. Амар ли рече или Хактан Македонија на македонски? Хактан. Што не каже овој бе Гаши тоа? Што не искочи да каже Гаши? Македонија на македонците во смисол на македонска нација, така? Да. Он нема да биде помалце албанец со тоа? Нека Не, за Гаши. Да. Нека искочи на македонски да каже Македонија на македонците. Го поставив ја тоа прашање во Сајбер команда. Дали оваа држава престана да биде Македонија на македонците, односно е формирана како држава поради стремежот и жртвите на македонскиот народ низ историјата? Престана. Политичките елити македонски тоа го направија. Со гласање, меѓу другото, кога го сменија уставното име, ја смени преамбулата. Да. Па што не го врати тоа ВМРО? Не мора да врати све, ајде, ако има страф за името. Што не ја вратат преамбулата? Основната преамбула да се врати од 91 година. Како може Охридска рамковна капитулација да биде запишана во преамбулата? Што има врска војната од 2001 да биде основа за формирање на државата? Нашата држава е формирана 44-та? Да. Ајде, што не го направи тоа ВМРО? И тоа е формирано како остварување на вековниот стремеж на македонскиот народ за... Да. Така? Да. За македонска држава. Преамбулата е само опис зошто се создава државата. Се објаснува... За тие што не знаат. Да, се собрале луѓе и формираат држава. Златко Талевски, 2001 Охридски рамковен. Што е друго? Преспанскиот? Преамбулата кога е носен уставот 91. Добро. Спишува преамбула, значи вовед во уставот. Значи објаснување зошто се формира државата. И таму е наведено многу коректно дека таа е држава и на сите граѓани.
Што не ја врати ВМРО сега таа преамбула? Да имаме некоја национална гордост. И како може Хактан, Амар и другите да викаат Македонија на македонците во смисол на македонска нација? Да. Нека кажи Гашеве. Ај нека кажат на Мицко пратениците Македонија на македонците. Какви што збориш? Оние уштогljeni у оделцата Конрад Аденауер. Ке ги екскомуницираат од Конрад Аденауер. Манчмело патриотите. Стефан, од ВМРО. Зошто губиме време со овие небитни теми? Најголемите проблеми на Македонија се економски, а не Венец и Гаши. Се согласувам. Стварно? Не. Чекај. Ја нема да се согласам. добро да може. Да, може, ама ја нема да се согласам со него. Се согласувам дека помеѓу најважните теми се и економските. Ама кај ќе тераш економија? У која земја? У Рим. Со Венец. Во нашата земја? И во вашата. Како ќе ги носиш новите закони за странски инвеститори? На пленум кај што се председава на албански? Во која земја? Во земја во која што албанскиот јазик и албанскиот народ единствено имаат единство. Македонскиот народ го нема. Не е представен во пленумот. Народниот пленум е собранието, македонскиот народ не е представен, македонскиот народ во пленумот е Со слушалки. Со слушалки. Да. Како да не е во представничкиот Као на дом на својата гости да држава. сме, као на Као на гости. гости. Абе нека Се кажем. согласувам, не е најбитно. Ама цела кампања ја водевте на ова. Да си жив и здрав. Бидејќи Тоа е ова проблемот. го зборуваше Да. ти што викаш, најголемите Така е. проблеми биле економски, а не името презимето. Тоа го викаше СДСМ 2014, 15, 16, 17, 18 до 23, 24. Тоа го викаше СДСМ. Тоа беше нивната агенда. Тоа беше нивната политичка понуда. Економски развој и владење на право и спречување на корупција. Зошто тогаш вие не ги критикувавте за економскиот за тоа што економијата е слаба, а ги критикувавте дека наводно ја албанизирале државата, Така е. а вие ќе сте ја македонизирале Така е. и на првиот чекор ја албанизиравте уште повеќе. Океј, најголемите проблеми се економски. Ама уште поголем проблем се лажговци, манипулатори, Абе, популисти. плачеше македонскиот Тоа народ кога се- ме гледаше. Тоа се најголемите, тоа е најголемиот проблем. Ги гледа Популисти, луѓе, плача, лажговци вика, и изгубивме манипулатори. државата. Тоа е најголемиот проблем Отиде на државата. државата. Павле гласаше за промена на името. Беше пратеник тогаш. Која е разликата од Павле до овие 8 што ги исклучија, наводни предавници? Павле е у коалиција. Па што е ова ако не нормализација на промената на името? Но никој не сака да признае дека 3 години практично се водеше кампања во која што на луѓето им се викаше ма нема врска, тие документи ќе траат и овие политички партии кои порно да е на никогаш северна, а сега очигледно да дајте побрзо северна да биде. Дај нека си кажат луѓето дека сепак тогаш ја промашиле малку. Министерот, иако не се согласувам со неговата политичка определба и слично, мене ме радува што презема мерки да го забрза процес. Ние со децата моравме да отидеме во пунктот во пролет да извадиме пасоши бидејќи требаше порано да имаат документи за да може да одат на тренинзи надвор од земјата. Но морав да направам се што можам да тие дојдат до документи. Ќе си застанете во ред, не издува малку ветар, го засиливме својот имунитет, влеговме се сликавме и после тоа, да, романтично беше свежичко, морам да кажам. Многу романтично. Сега е буквално таму е хаосот кој што постоеше е триплиран. Он прво што направи отида се сретне да ја моли грчката амбасадорка не да го репреговара преспанскиот договор, него да ги одложи врските. Кога додека сум ја ВМРО, нема преспа и крај. Малце и поише има. Тие луѓе што чекаат таму ред кај пролече, кои што не си закажале термин, отишле таму и фатиле ред да чекаат, че тие не идат по редовна процедура со закажување по телефон. Нече со закажување која се јавуваш, ти пак чекаш, веројатно 45 минути сат време, не е гужвите кои што беа кај пролече. И сега шо вика он? Сега пролече ќе функционира, ама само со закажување. Идеме го решил проблем. Ама нема да има гужви, пошто ќе биде со закажување. Битно документите ќе бидат со север.
Сликата е Панче Тошковски. Термин за итна постапка за фотографирање за пасош во Скопје се добива за еден ден. За еден ден северџански пасош. Панче Тошковски дели. Ова не можеше ни Сасморов да го постигне. Топ шоп политика. А знаеш ли што е најтрагично? Што в системот не функционира. Ја отидов да вадам пасош. Требаше да идам на пат. Тие ливчињата платено брза постапка ме нема у систем. А парите ти ги лопнале. Парите ги зема. Овој наводно се бори против името и му е против новото име и му е срам од новото име. Оваа кампања за делење у еден ден пасоши е кампања за нормализација на Северна Македонија. Затоа што овдека веќе не се збори за Северна Македонија, туку се збори за веќе забораено, тоа е нормално, земете си пасош за еден ден. Десно е оригиналната објава на Твитер. Не е оригиналната, десно е првата објава. Да, Прва, да, оригинално. да биде појасно. OG. OG таму објавил владата на Република Македонија упатувам изрази на најголем упатувам изрази на најголема осуда. Какви изрази упатуваш? Пичка ти матер на тој што сакал да го убие Трамп? Не, културни изрази. Ама што Премиерот значи? не е многу културен. Упатувам изрази на најголема осуда. Знаеш ли што значи ова? Преведено од англиски, Google Translate и вака кога ќе преведеш на Google Translate, вака испаѓа од прилика. Упатувам изрази на најголема осуда. Какви се ти? Упатувам изрази на најголема осуда. Кој ти го пишува ова, бе, човек? Упатувам силна осуда. Не упатуваш изрази на најголема осуда. Изрази на најголема осуда. Марко Спировски вика куцано е со чат GPT. За кукавичкиот обид за атентат врз председателот Доланд Дак. Доланд Трамп. Па и тој не е Доланд, брат, и тој е Доналд. Доланд, бе. И после го поправил. Ама поправил и нешто друго што не Лево е поправениот дел како председател на владата без Република Македонија. Патувам изрази на, ама ова изрази не молчат. Негде ке те со Немој да пееш, брат, не, доста, не, жити се. Гроб со гроба. А исклучи го од микрофонот. Ке по За кукавичкиот обид за атентат врз председателот Доналд Трамп. Значи се поправил и од лапсусот Доланд и од побитниот лапсус Република Македонија. Он напишал лапсус му било тоа Република, не мислел Република Македонија. Му рекле фондовите ќе му ги блокираат. Мислат владата. Мислел на владата само, не на Република Македонија, на владата општо. Да. И знаменцата. Абе вака СДС правеше. Не бе. Толку е хап. За џабе два изрази за на џабе два айфони има. Вика Божен. Упатувам изрази на најголема осуда. Абе кој ти го пишал ова, бе, човече? А ова го направил и на Фейсбук. И таму е Доланд. Председателот на владата на Република Македонија, Република Македонија го избришал и го поправил во председател на владата. Толку. Без на која држава е. Ама гледај, поише луѓе лајкнале на владата. Веројатно заради тоа. Поише лајкови има кога нема Македонија. Кога нема Македонија, поише лајкови има. Как ту? Леле, како усисивачи се. Како усисивачи се. Абе не остава да капне. Сите што одека стајале лајкови не оставаа да капне, брат, да како ти кажам. Леле, какви усисивачи, полека бе. Ќе се засркнете. Полека бе. Ќе ви застане. Ке треба простанол да пие после човекот. Ау. Ама види, вторава објава не му е Доланд. Па му е Доланд. Доланд, значи он 3 пати правил пиши бриши. Доланд Трамп. Стане Доланд. Шалбе. Ама види. Доланд. Джетлек може да има, гледаш колку е рано направена објавата. Каква трагедија сте вие. Каква трагедија сте вие. Македонија, значи, од Македонија горда, од Македонија твоја, Македонија стана лапсус на Фейсбук.
Македонија стана лапсус на Facebook. Трече Неготиновски. Вели, не знам дали вчера бевте на надпреварот со Грција, ама во избедувањето забрануваше внес на знамето од Кутлеш. Ајде да видиме што вика Весна Јаневска. Во Република Македонија, каде што се извинувам, во Република Северна Македонија. Ова го зборевме година дена пред изборите. СДСМ Дуј го промени името у Северна Македонија и од СДСМ Дуј има легитимитет тоа име. Треба да дојде ВМРО на власт со Влен и со Максо за да има легитимитет и од тој политички кампус. Сега представниците на 430.000 луѓе го легитимираат името, што значи дека сите граѓани во Република Македонија го легитимираат новото име Северна Македонија. И са што ти е страшно? Што не можеш да го внесеш сонцето од Кутлеш на утакмица? Нема. Следниот пат и чуте ќе јадеш. Од полицијата го пробаш да го внесеш тоа знаме. Зашто? Затоа што гледаш. Човекот собира подписи, праќа допис до секој свој член, во колку часот треба да иде да подпише, а ВМРО има над 60.000 членови. Се подпишале 20 и не знам таму колку, тоа значи 1/3 од членството што го има ВМРО да помене, му ја подржуваат кандидатката. Сега, ако за 4 сата можеше да собереш 20 кусури илјади подписи, зашто бе Христијане не го направи или не го направивме тоа за промена на уставното име? Зашто не го направивме за промената на уставот? Туку излегуваше надвор за француско-бугарскиот договор. Која ситнела опозицијата? Проблемот е што некој цел време на погрешен колосек, на спореден колосек ја носи опозицијата, а токму беше тој. Факт или не е? Ако бре за 4 сата собираш 28.000 подписи, па ние за 2 дена ќе собереме 200.000 подписи без проблем. И тоа ако не одиме во Државна изборна комисија или на нотар, тука ако седнеме да подпишуваме, ние тоа требаше да го правиме. И ќе видиме како ќе можеш ти да донесеш таков закон со кој што ќе го прифаќаш бугарскиот предлог, француско-бугарскиот предлог, ако да речеме 200 и кусур илјади луѓе ти се подпишат во рок од 2 дена. Кој ги растори протестите? Кој ги канализираше протестите полека, мирно да се спуштат? Тоа го правеше тој. Он собра 100.000 подписи против попис и после тоа го прифати. И после тоа не. После викаше не се подпишувајте и направи белја заедно со уште еден лидер на партија да 136.000 македонци не се подпишат. Сега да прашам, јас ли сум му крив што господината Селјановска не победи 2019-та? Тоа беше имаше мојата подршка. И тоа беше веднаш се сеќавате во јануар или февруар, на почетокот на февруар беа уставните измени, а ова беше во април месец. 11 или 12 јануари се смени. Се гласеше за председател на Република Македонија. Значи, после такво нешто што го направи на 5 мај беше вториот круг. После неуспешен референдум, после потпишан договор за добро соседство, господите ги изгуби изборите. И поинако си ги разбрали, така. Пошто они додека беа у опозиција вика и дека Македонија, Република Македонија немале да користат друго име. Дека ќе го врателе името Преспанскиот, ќе го раскинеле договорот со Бугарија. Од раскинувањето на Преспанскиот сега немаме ништо, имаме почитување на Преспанскиот, а само внатре во државата Мицковски ќе се избори за Македонија. Да, ај пуштете го тој да види Мицковски како вика дека Преспанскиот договор бил реалност. Да видиме. Мојот одговор јас го дадов уште пред неколку недели, што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед. Предпоставам тој е дел од нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во Преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, идната влада на ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. Вклучително, еве, и решенијата за пратеници кои што ги добивме со придавката содржана. Вклучително и предлог законот кој што денеска го доставувам е
со придавката вклучена во него. Но моје човеково право, загарантирано со многу конвенции, е правото на слобода на изразување и говор. Јас не им се лутам на политичарите кога не го кажуваат целото и потполно име на нивната држава, туку едноставно крајот или дел од тоа име. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија. Целокупната институционална комуникација, која што е дел од законите и уставот, ќе биде почитувана се додека тие закони и устав се во сила, онакви какви што се. Не можете да барате да се почитуваат законите, да владае правото, да спроведувате реформи, а од друга страна да сте лицемерни и да кажувате работи кои што не се вистините и не можете да ги спроведете. Но во моите изјави ова ќе биде името за мојата татковина, а тоа ќе биде Македонија. А на самитот во НАТО, ако се отвори тоа прашање, мојата порака ќе биде дека јас би сакал да градам мостови на соработка, на пријателство со нашите соседи, вклучително и со нашиот јужен сосед, источен, северен, западен. Македонскиот народ и граѓаните се миролюбиви луѓе, миролюбив народ, гостопримлив народ. Така се однесувале. Очекувам така да се однесуваат и нашите соседи, да соработуваме и да негуваме добрососедски односи. Ке повторам, нити талибански имам намера да се однесувам, нити очекувам во 21. век талибанско однесување од било кој политичар и можеме не само таму, на било кој форум да отвориме дебата, па да видиме кој колку реализирал од Преспанскиот договор, иако не би сакал да го губам времето убедувајќи се со моите колеги кој колку реализирал, би сакал да зборуваме за инвестиции, за подобар стандард, за развој, за реформи. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас и тоа е она за кое што граѓаните го дадоа својот глас. Во право господин Мицкоски, нема зашто да мислам јужниот сосед да се нервозира Боро, толку дај едно кафе, се изнервирав се. Да, и за мене Боро пушти едно, шмркнавме. Вака сега, тоа талибанско однесување ќе го чини многу. А што ги вика грците талибанци? Да, талибанското однесување ќе го чини многу. За жал ќе ги чини и граѓаните, не само него. Тоа е првата работа. Второто, гледаш дека да не разговараме кој колку направил, извршил од договорот, да збориме за инвестиции за такви работи. Да. Да имаме, тон сака да имаме една плодна соработка со нашиот јужен сосед, северен, источен, западен, сите соседи, североисточен, југозападен и така што тие ги забореи, тие полуосовините. Ти лажеше и ти не викаше ја ке си викам вака, него викаше јас ке го сменам името и ке го вратам нашето старо уставно име. Точно. И сега не сега како ќе ми викаш, мајка ми вика Стеве. Стеве, да. И сега, ама јас сум Стев човек Кимовски. Ај што не ме сменат у крштеница Стеве да ме викат. Така. Ама ќе дојде утре делегација. Сега види, сега сведовме на тоа како ја ке си ја викам државата. За подобно. А не како, како ја ке си ја викам на Галено. Да. На Галено он како ќе си ја викал државата, демек нас толку ни е потребно он како ќе не вика на Галено. Ама он во кампања не викаше не Галено како ќе ја вика државата. Не, он викаше дека ќе го вратат уставното име. Точно. Овде јас кога зборев дека тоа прашање е затворено, бидејќи ние имаме депониран договор во Обединети нации и дека ако го смениме ќе добиеме санкции, еви го сега бе ВМРО-вци, што тогаш ме плюкавте? Гледате што ви се случува. Вашиот председател не смее да гукне. После 6 години Груевски дојде на моја при нашата последна средба. Му кажав што го чека. И тоа не ради тоа што јас сум некој месија, пророк или не знам што. Затоа што видов за кој човек се работи, што се наметнува со сила да го води ВМРО. Прво, заради тоа што нема никаква идеолошка позадина поврзана со ВМРО. И второ, затоа што очигледно требаше да се постави таков човек за да се промени името. Оти со таков човек само можеше да се смени името.
Еве, например, јас да сум на негово место, ја левица би ја ставил во влада, ако сакаме ние да се бориме за враќање на нашето уставно име, приоритет број 1, тука ќе го мериме ние колку тежок наши. Мене не ме занима ништо друго. За мене, мојот македонски народ преживеа душевен геноцид. Тој душевен геноцид, ако мојата матична партија не го исправи, се беше тоа противзаконски нерегуларно. Северна е Дивоград, дали ќе има муда да се спротивстава на амбасади. Сега Мицкоски победи, ја што треба да му синувам звезди, да му се улизува, уште не седнат на власт, најдобар вака онака. Не бре брат, ти ќе бидеш за мене најдобар ако си ти прав лидер. Сега со оваа бројка да не се бориш за враќање на уставното име на нашата држава. Зошто постоиме ние како партија? Ние треба одма да се распуштиме ако тоа не се случи. Добро вечер. Само кратко една реченица имам и исклучиво нема да ви одзема време. Ова што го прави господинот Христијан е срамота. Срамота. Да си го продаваш и лажеш својот народ. Фала ви многу, убава вечер да си имате. Они викаат дека ние сме биле продадени. Ние не знам со кого сме биле. Ние сме се шитнале, сме се продале куќата, муќата, джипот, не знам шо. Гледаме денес кои стои на ставовите против Преспански, против сите договори, против сите шиткања на државата, против сите криминалци и криминали. А кој е заедно со криминалците, кој вика дека Преспанскиот е реалност, дека тоа мора да се почитува, дека името е сменето. 2/3 не му се потребни на Мицкоски. Го има народот позади себе. Има 566.000 гласа позади себе. Левица сигурно ќе се приклучи на една таква иницијатива. Мицкоски може да предложи задолжителен референдум во собрание, задолжителен референдум за бришење на придавката Северна и изменување на уставното име во Република Македонија. И тоа може да го предложи во собрание. И да се распише задолжителен референдум и резултатот од тој референдум на денот на завршување на пребројување на гласовите од референдумот таа одлука ќе биде задолжителна, ќе стане закон. Да, нас не боли и не пече тоа што мораме да некогаш ќе прифатиме таа реалност, која што е тешка и тажна за македонските граѓани, што мора да ја користат оваа придавка на официјалните настани. Но таа е цената која што повторно мораме да ја платиме за да бидеме таму каде што сакаме стратешки да бидеме, тоа е Европската Унија. Тажно е. И да се развие една стратегија за подобро образование и во основното, средното и високото образование во Република Македонија, каде што се извинувам, во Република Северна Македонија, каде што очекувам од граѓаните, што да очекуваат, на која држава ќе биде премиер Христијан Мицкоски или што ќе кажете во заклетвата? Па во уставното име на државата е јасно, не треба тука ние сега да имаме двојни стандарди и да се чувствуваме пред граѓаните неодговорни или пак граѓаните да ги доведуваме во заблуда. Се знае кој е уставното име со придавката и логично е бидејќи деловникот за работа на парламентот е променет, а во самиот деловник за работа е содржано заклетвата, се разбира дека ќе го кажем уставното име на државата. Не гледам друг начин како да се каже таа заклетва за да... Еј, ја ќе не болат од ова колената. Баги, ти реков да со бизнес класа, не вака. Контрола на лед може ли да почне пета сезона? Да, контрола на лед. Ќе има турбуленции, ние сме се навикнати. Може да почне. Филип, прием. Филип, прием. Ало, Филип. Почнува пета сезона, тешки млади.